Изключите телефон. Полека. Исклучете телефон. Ви се обраќам вам. Овие 2 дена сме како во некоја гробница, како во некоја мртовечница, затоа што гледаме што се спрема. Гледаме дека се спрема погреб на македонската нација, гледаме дека се спрема погреб на македонското достоинство. И тоа се случува затоа што овие тука десно од мене, начело со почитуваниот мој поранешен, би рекол, пријател, но ова што го прави не заслужува ни да го погледнам, Димко Васкеви се обратам, затоа што вие немате никакво достоинство, ниту пак имате некаква храброст сами да донесете одлука. Нема храброст, Димко, да донесете одлука, затоа што знаете каде ја носите Република Македонија. Зад вас се кријат и Маричич, зад вас се крие и Бујар Османи. И затоа што немате таква храброст, затоа што вие немате таква храброст, сакате да поделите одговорноста со овие сироти луѓе. Овие сироти луѓе кои што се уценети, но го кажале своето да и пред Заев и пред вас. Но гледаме дека на улиците нема никаква согласност за ова твое да. Почитуван Димко, местото на оваа информација не е тука. Не е во Собранието на Република Македонија, затоа што Собранието на Република Македонија треба да носи закони, а не треба да слуша некакви си информации. И овие информации се нецелосни, затоа што е ова исто како да отидете на нотар и да подпишете нешто за кое што после неколку години ќе ви кажат дека сте биле жирант и дека должите стотици илјади евра. Немаме ниту протоколи, немаме ниту нешто конкретно. Еве кажете, како што досега кажуваат 4 години поред, дека ќе почнеме со преговорите. Кажете датум. Кажете датум како што Заев 3 пати кажуваше. Кажете датум да видиме дали ќе стоите на зборот. Меѓутоа, она што сакам за македонската јавност, почитувани, ова е Вили Бранд. Вили Бранд е поранешен канцелар на Германија. Вили Бранд во голем стил има клекнато во Полска пред жртвите на фашизмот. Си има поклонето и си има извинето за тоа што го правеле неговите предци. Додека вие, Димко, не го направите ова, вашиот пријател Петков или кој да е од таа страна сега, затоа што и него му е растресена фотејата, никогаш нема да имате доверба. Додека не ги натерате да седнат, да клекнат пред жртвите на фашизмот, додека не клекнат пред жртвите од Требленка, додека не клекнат пред сите оние ромски организации кои што кажуваат и за кои што има факти дека има и геноцид врз ромите, дотогаш нема да биде ништо. Сакам ова да го посветам исто така и на малцинствата, посебно на оние од Велес. Почитуван колега, во близина на вашето село се наоѓа селото Долно Јаболчиште. Во селото Долно Јаболчиште во битка со бугарскиот окупатор имаат загинато 9 албанци. 9 албанци со име и со презиме. Убиени биле следните лица: Расим Абазов, Јусуф Мамудов, Мионе Абазова, Аджима Муратова, Абас Муратов, Бейтула Мусов, Шукри Елмазов, Деар Исаков, Беджет Мустафов, Изет Фейзов и Анифе Ибраимова. Овие се ваши предци, овие се наши предци. И сите овие ги даде животите за да живееме во оваа Република Македонија. И немојте, јас го разбирам гневот можеби на некои од малцинствата затоа што тие за нив си ги решија проблемите. Немојте да мислите дека нас не боли. За вашите проблеми се одговорни овие од десна страна. Овие од десна страна завладеа со државата, донесоа криминал, донесоа корупција, а нормално е дека само сиромашен народ може да се контролира. Доколку овие од десна страна работеа за доброто на Република Македонија, од 66-то место немаше да паднеме на 111-то по индексот на корупција. И кога ќе те фати некој со двете раце во медот наведнат, грбот ви останува гол.
И тогаш е подложен на тупаничење, што би рекле бугарите, ама тупаничење и тоа здраво. И сега, секој ден ќе имат нови и нови барања. Тие ќе ни кажуваат дека учебниците не ни вредат, тие ќе ни кажуваат дека нашите херои и ваши херои загинале можеби во несреќни случаи, тие ќе ни кажуваат дека Трајко Андреев, Благој Кирков од Велес се загинати затоа што се спрепнале на камен, ќе кажуваат дека Невена Ѓоргиева Дуња не е заклана, ќе кажуваат дека децата во Ваташа не се заклани, ние сето тоа ќе треба да го прифатиме. И доколку не е така, ајде кажете кога ќе биде тој датум кој што го ветувате. Дали постои такво нешто? Не постои, Димко. Не постои ништо. Да знаете дека ништо не постои. За жал, доколку остане оваква ситуација, ниту вие ќе можете да одите напред, ниту Република Македонија ќе може да оди напред. Ни останува единствена работа да ги засукаме ръкавите и да почнеме да работиме за доброто на Република Македонија. Никој не сака корумпиран народ, никој не сака апаши, никој не сака безарбетници. Ви кажав, ја користа слабоста на владата, ја користа слабоста на Република Македонија. Излезете надвор и слушнете како 3/4 од македонскиот народ лелека. Почитувани колеги од малцинствата, во Велес, во текот на Втората светска војна, има загинато 30 албанци, 32 турци, 3 роми и 14 останати. Во Велес, во текот на светската војна, на Втората светска војна, има загинато 510 граѓани. Јас, Игор Здравковски, никогаш нема да минувам договор со Република Бугарија, кој што би ја поништил историјата и кој би значил мачкање со нешто кафено на главите на македонците. Доколку вие сметате така, продолжете. Но да знаете дека првиот чекор кој што го кријат и кој што лажат е уставните промени. Уставните промени нема да се случат. И уште еднаш ќе ви потенцирам. Можеби некогаш ќе имаме добрососедски односи со Бугарија. Но првиот услов за нас е да коленичат како Вили Бранд што коленичал во Полска. Да се извинат за сите зверства и сите злосторства кои што ги имаат направено во текот на изминатите години, во текот на Втората светска војна, во текот на 18 и 19 век. Ова за мене не е ништо, ниту пак знам дека може да се промени нешто. Знам дека ништо не можете да промените, затоа што некој таму потпишал нешто, некој таму ветил нешто, а тука ќе глумите некакви патриоти, ќе глумите некакви пратеници народни, кои што некогаш мислите дека ќе ја подобрите ситуацијата во Република Македонија. Зарем сте толку уцените? Уште еднаш ве замолувам, колеги, немојте да си играте со идентитетот на Република Македонија. Денес и вашиот пријател Ципрас потврди дека во 2018 тој е изгубен. За потоа да ни кажете дека пак го имаме, а денес па исто така и од Европската Унија да ни потврдат дека повторно го немаме и јазикот. Мислете што правите, вие сте представници на народот, а 3/4 од македонскиот народ смета дека ова е штетен договор. Подобро да имаме една достоинствена држава, држава која што ќе биде просперитетна поради добра работа, поради намалена корупција, поради намален криминал, отколку да имаме држава во која што секој ќе не влече каде што стаса. Ви благодарам, да живее Република Македонија.